Времето нема ред. Календарот зимски, температурите скоро летни. Регионот го живее најтоплиот февруарски ден во последните 120 години. Топо е. Толку години, сега ептен се климата смени нешто. Во време, постаро време беше сред зимо. Сега пролет. Меморијата на граѓаните ја потврдуваат со екзактни бројки и синоптичарите. Тој умерен, на моменти засилен ветер од јужен правец, кој дополнително ќе ја подкрива температурата. Денеска максимумот за тој дел од денева го очекуваме до 23 степен. И утре без промена, односно ќе биде сончево и многу топло, со минимална температура 15, а дневната ќе достигне до 22 степена. Вчера и денес измерените температури се за неколку степени повисоки од оние во 2012 година, кога се чудевме на максимални 18 степени во февруари. Сепак, колку и да ни одговара топлото, разликата од над 20 степени за период од само неколку денови меѓу минималната и максималната температура за здравието не е добра. На ово смета се. Гуши ми имам, астма и ме гуши. Малак сам капнан. Како е времето посвеш, поси свеш, не е свеш времето, не си свеш и ти, така? На ноќите имам нешто. Сеќам се и наградите повише. И тие промени многу лошо е. Ова го потврдуваат и лекарите на кои ординациите им се преполни. Заради тоа што организмот се потешко адаптира на овие разлики, потешко ги прифаќа. Најчесто страдат срцевите болни, астматичарите, значи хроничните болни. Обично тоа се пензионерите, старите луѓе најчесто страдат. Има ли начин последиците од променливото време по здравието да се намалат или ублажат? Редовно земање на терапија, редовно правење на контроли е еден од начините со кои што можат да се заштитат, за да не дојде до влошување на состојбата. Следењето на лекарските препораки во услови на временска нестабилност е повеќе од потребно. 4 смртни случаи од удари во Делчево за само еден ден се силно потсетување за тоа.